Добар ден на сите. Добре дојдовте на панелот за здравство. Јас сум Андреј Сених од Сдруженијето Заедно Посилни, ќе помогнам во модерирањето на оваа дискусија. Наши денешни соговорници од страна на институциите се заменик министерот за здравство, господинот Јовица Андовски, и директорот на Фондот за здравствено осигурување, господинот Сашо Клековски. Дозволете ми најнапред да дадам сосема краток вовед во однос на контекстот на денешниот ден, односно сето ова е овозможено од програмата Civica Mobilitas, која што е програма на швајцарската влада, што ја спроведуваат Македонскиот центар за меѓународна соработка заедно со организациите НИРАС од Данска и ФЦГ од Шведска. Главна цел на програмата се социјалните промени во Македонија, кои што се водени од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, што понатаму треба да резултира со проширен простор за граѓанско делување, подржливи граѓански организации и се разбира потранспарентно, отчетно и општествено инклузивно владење како на централно, така и на локално ниво. Преку Civica Mobilitas во изминативе години се доделени вкупно 481 грант на 469 организации во вкупен износ од 932 милиона 55.697 денари. Но покрај оваа финансиска поддршка организирани се и многобројни национални, регионални, тематски форуми, фестивали, процеси на менторство и јакнење на капацитетите на граѓанските организации, како и мрежите, нивните мрежи и коалиции, а се разбира и јакнење на влијанието на граѓанските организации. Националниот форум е еден од овие инструменти, преку кој што програмата Civica Mobilitas поттикнува поголем граѓански ангажман. Годинешниот форум, како што знаете, фокусот го става на соработката помеѓу владата и граѓанското општество како предуслов за поефективни, инклузивни и транспарентни политики, што во крајна линија ќе ги адресираат вистинските потреби на граѓаните. Здравството е област во која што граѓанските организации имаат важна улога, како преку нудење услуги, мобилизација на различни групи население, особено ранливи, маргинализирани делови од општеството, така и преку покренување иницијативи, спроведување истражувања, анализи и други процеси преку кои што се придонесува во развојот на јавните политики во областа на здравството. Преку Civica Mobilitas досега оваа работа на граѓанскиот сектор е била поддржана со 26 грантови во вкупен износ од 62 милиони 516.958 денари. Да не должиме многу, јас ќе најавам само дека господинот Клековски ќе мора да замине малку порано и затоа ќе прилагодиме соодветно текот на форумот. Ќе има можност најпрви заменикот министер да ни се обрати со кратко едно излагање, потоа ќе поставам јас некои прашања. Ќе има можност во крајниот дел секако и прашања да чуеме од присутните. Поради заменувањето на господинот Клековски ќе ги поделиме некако прашањата за да можеме соодветно да одговориме. Господин Андовски, најнапред ви биве повикал со вашето кратко излагање. Повелете. Благодарам. Почитуван директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, почитувани представници на граѓанските организации, драги учесници и гости. Дозволете ми најпрво да упатам искрена благодарност што денес сме заедно на едно место, собрани околу една иста мисија да создадеме подобро, посилно и поправедно здравство за сите граѓани. Оваа серија на панели што ја организирате денес е доказ за еден многу важен факт, дека граѓанскиот сектор е суштински дел од општествениот живот, а со тоа и од здравствениот систем, а не само нем наблюдувач. Овде сме бидејќи токму граѓанските организации се тие што секојдневно ги слушаат проблемите, потребите, стравовите и реалните искуства на луѓето. Вашата работа ни дава увид кој не може да се добие ниту преку статистики, ниту преку службени анализи. Јасно е дека здравството не може да се гради затворено, потребни се отвореност, диалог и континуирана соработка со заедницата. Во Министерството за здравство сме решени да создадеме нов стандард на работа. Повеќе консултации, повеќе транспарентност, повеќе вклучување и повеќе слушање. Граѓанските организации не се тука за да го пополнат вакуумот, туку да бидат дел од решенијата.
Оно што во минатото често зависеше од добрата волја и индивидуален ентузијазам, ние сакаме да го претвориме во еден системски пристап, каде партнерството со здруженијата е структурирано, почитувано и предвидливо. Секојдневната работа на здруженијата е вредност што системот може и мора да ја препознае. Што години наназад, вашите организации успешно се справуваат со стигмата, работат со заедници кои што се тешко достапни, градат доверба токму каде што институциите понекогаш ја немаат, нудат услуги, поддршка, информации кои што спасуваат животи и даваат непроценлив увид за тоа како системот функционира на терен. Ова е капитал кој не смее да остане недоволно искористен. Нашата цел е да создадеме средина во која институциите и граѓанските организации не се гледаат како две спротивставени страни, туку напротив како две страни за иста цел. Токму затоа ги охрабруваме вашите настани, бидејќи преку дискусија, преку размена на мислења и преку отворена критика се раѓаат и најквалитетни идеи. А тие идеи потоа се вградуваат во политики, протоколи, програми и закони. Панелите што ќе ги следиме денес не се само академски вежби, тие се можност да ги слушнеме различните професионалци, активисти, граѓани, истражувачи, институции, се на едно место. Во секој панел, без разлика на темата, има една заедничка вредност. Разговорот создава простор за решение. Често велиме дека здравството е највисок израз на човечност, но не смее да заборавиме дека здравството е и тимски спорт. Секој играч е важен. Институциите, професионалците, пациентите, здруженијата, семејствата, заедницата. Една институција не може сама. Еден закон не може сам да се спроведува. Една програма не може сама да создава резултати. Но заедно, преку разговор, предлози, иницијатива и партнерство, можеме многу повеќе. Како Министерство остануваме посветени на градење на здравствениот систем, кој е модерен, ефикасен, инклузивен, транспарентен и однапред ориентиран кон потребите на нашите граѓани. Во тој процес, вашата улога не е дополнување, туку напротив е основа. Системот има потреба од вашата енергија, знаење и од вашето искуство. Почитувани пријатели, денешните панели се повеќе од дебата. Тие се чекор напред кон здравствен систем кој ја слуша заедницата и кој учи од неа. Уверен сум дека денес ќе произлезат идеи кои ќе придонесат за подобар систем, не само за институциите, туку и за сите граѓани во нашата држава. Ви благодарам. Ви благодарам, заменик министре, за препознавањето на улогата на граѓанскиот сектор на овој начин. Сега би преминале кон прашања. Само да објаснам дека до тимот на Civica Mobilitas стигна предходно веќе од вас, граѓанските организации, повеќе прашања кои што заедно ги структуриравме, извлековме, така што јас одам по тој некој редослед. Најнапред за господинот Клековски, иако подоцна и вие може да коментирате на истото прашање, дел од прашањата еднакво се релевантни. Би сакал да го прашам следново. Вие неодамна изјавивте дека придонесот за здравствено осигурување кој што го издвојуваме нели од бруто платите е недоволен за да имаме здравство какво што сакаме. И навистина сите сме свесни дека огромни потреби остануваат непокриени. Една сериозна анализа која што беше правена и презентирана пред 2 години, точно 2 години, на конференцијата за здравство на Американската бизнис комора, укажа дека во тој момент, сега може би е тоа малку изменето, дека во тој момент вкупниот број на лекови во смисла на различни молекули кои што се покриени во Македонија по било која основа, дали е позитивната листа, условните буџети, програмите куративни на Министерството за здравство, значи тој вкупен број на лекови покриени за граѓаните изнесувал 73% од бројот на лекови покриени во соседна Србија, а само 50% од бројот на лекови покриени во Бугарија. Имајќи предвид дека и навистина придонесот за здравствено осигурување во нашата земја е еден од најниските во поширокиот регион, прашањето е дали вие и како фонд, но пред си како влада размислувате за постепено зголемување на придонесот, ако не на краток, барем на некаков среден рок. Благодарам. Благодарам за прашањето. Прво сакам да искажам мојата радост што сум денеска тука. Јас сум истиот Сашо Клековски што бил пред 10-20 години, само сега на друго работно
место, значи со истата отвореност и сум спремен да разговараме за прашањата и ме радува што надвор од очекувањата на влада на ВМРО-ДПМН покажува голема отвореност и веќе 2 од 3 големи прашања разреши. Се надевам дека ќе стигнеме до фазата на државно финансирање, бидејќи само низ соработка можеме да одиме заедно. Во изминатата година и пол, колку што сум директор, јас се обидов да отворам и некои, да кажам, подолгорочни прашања, бидејќи еден од проблемите во Македонија е дека доминира дневно политичката дискусија, отсуствува погледот на подалеку, каде одиме, како се движиме, зошто се движиме, кои се можните избори. И едно од прашањата е финансирањето на здравството во однос на очекувањата од истото здравство, бидејќи бесплатен ручек не постои, некој мора да го плати. Во основа тоа е можеби важно и да искомуницираме за очекувањата од истото тоа здравство. Бидејќи направи некои споредби во воведот во прашањето, ова е стара статистика од 22 година, меѓутоа од Светска банка, значи издвојувањето во Македонија за здравство околу $600 per capita годишно. И бидејќи споредуваше со Србија, во Србија $900 per capita. И затоа во Србија има поголема покриеност на лекови отколку во Македонија. Ние сме предпоследни во Европа по издвојување за здравство. Само Албанија и Косово. Косово до неодамна и немаше фонд за здравство, се позади нас. Дори Босна и Црна Гора се пред нас во издвојување во здравство. И јас стално викам, кога сте предпоследни, не може да очекувате во друг параметар во истиот сектор да бидете меѓу првите 10. Европската унија троши околу $4,000 per capita годишно, само да кажам колку далеку сме од Европа која заговараме, и да не зборам за $10,000 што ги вложуваат северните земји, пошто овој 4,000 е просек со Романија, Бугарија и слични земји. Тоа е едната страна, дека по финансирање сме предпоследни и резултатите и не се толку лоши, пошто мислам дека во неколку сегменти во здравство не сме предпоследни во Европа. Втората работа што мораме да бидеме свесни дека само ќе станува полошо. Со демографските промени бројот на издржувани лица ќе се зголемува, бројот на работно способно население ќе се намалува. Значи бројот на луѓе што ќе активно ќе плаќаат придонеси ќе биде се помал. Значи односот пензионери и работници само ќе се приближува и тоа во моментот веќе се случува. Овие пензионери, дај Боже, живеат продолжен живот, очекувањата за животен век се зголемуваат. Меѓутоа еден од не само нашите проблеми дека ова продолжена старост не е здрава старост. Туку е со неколку хронични болести кои ќе бараат континуирана терапија подолг период. Значи, во иднина ќе имаме се поголеми финансиски потреби, затоа Светска здравствена организација вика прво што мора да смениме е начинот на живот. Бидејќи ниеден здравствен систем, каков да биде здравствениот систем, не ќе може да ги покрие стечките потреби на старо население, ако можам слободно да кажам. Тоа е 30 минути пешачење секој ден, без алкохол, без цигари. Како основа да живееме долг живот, ама по можност здрав, за да не бидеме терет на здравствениот систем. Поврзано со ова, ниеден систем во Европа веќе нема да биде финансиран здравствени придонеси. Затоа што во основното ќе биде недоволно. Тоа е точно и за здравствениот систем и за пензискиот
систем, значи ние не можеме да бараме решение на изголемување на здравствен придонес. Ке зголемиме здравствен придонес за нешто што секако се намалува. Значи бројот на работници се намалува, расте бројот на издржувани лица. Така да зголемувањето на здравствениот придонес не го решава проблемот и ние веќе во моментот имаме активни, условно кажам, државни субвенции во Фондот за здравство, кои не извори на финансирање кои не се од осигуреници. Тоа е со програмата за невработени што е финансира Министерството за здравство или програмата за породилни надомести за породилни отсуства кој финансира Министерството за економија и труд. Тоа се финансира од ДДВ и од другите изворни приходи на државата. Значи, во моментот еден носител на осигурување има 1.820.000 вкупно осигурани лица во Македонија, 1.200.000 се носители на осигурување. Придонесува 3.000 денари или 50 евра месечно, односно 600 евра годишно. Само за да дефинираме очекување кои ќе се вклучат и неносителите на осигурување, значи околу овие 600.000 што се разлика меѓу носители и вкупен број, паѓа на 2.000 денари месечно или отприлика 35 евра месечно. Ово го кажувам за да бидеме свесни дека тоа е веројатно помалку од што треба за една современа терапија на еден срцев хроничен срцев болен. Зборам за современа терапија, не таа што во моментот да имаме ние препишано, пошто постојано е прашањето зошто нема Ксреауто, зошто нема Джардијан, зошто нема ова, зошто нема она. Нема затоа што во моментот тие се можностите. Ние мора да размислуваме прво на подобрување на ефикасноста на системот, пошто има се уште има голема загуба во системот, конкретно за лекови, комплетно немаме контрола на болничката употреба на лекови и проценка е дека 20% од рецептите издадени се лажни рецепти. Значи имаме што уште да направиме за спречување на злоупотреби. Меѓутоа мораме да отвориме и дебатата за еднината на финансирањето, која нема да бидат придонеси. Значи, изголемувањето на придонесите нема ништо да реши на долги стази. Едно од размислувањата што јас го спомнувам е делот акцизите на работите што се штетни по здравјето да бидат наменети за здравственото фонд или за здравството. Генерално тоа се алкохолот и цигарите како директни предизвикувачи на делот болестите и третманите што треба понатаму да бидат покриени. Меѓутоа, ја таа листа проширам и на горивото, бидејќи заради аерозагадувањето и заради сообраќајните несреќи што имаме зголемен ризик на здравствени трошоци и можеби ќе звучи премногу, меѓутоа јас се залагам и за воведување на акциза на шеќер. Затоа што всушност покрај старењето еден од клучните проблеми што ќе се соочиме здравствен ќе биде дебелината, обезитас. Со сите здравствени компликации што ги предизвикува, ние некако во еден момент мораме да назначиме кои се сите штети од овие производи. Дел од тие производи за жал имат помал ДДВ во моментот затоа што се третираат како храна, а не како отцов. Извините, може би е грубо, ама дел од тие работи мораме да ги именуваме како што треба и досум тука. Мислам дека видов една статистика дека 45% од македонците пушат, а македонците во севкупна смисла на граѓаните на Македонија, и дека пушат, мислам, 11 цигари просечно дневно и по тоа ќе испадне дека овие пушачите повеќе издвојуваат во просек за цигари отколку што издвојуваат за здравство. Ниеден фонд тоа нема да го издржи колку да зголемуваме придонеси. Да, ви благодарам. Јас, ако дозволите, само би искоментирал дека би сакале, верувам тоа и другите ќе се согласат, да
видиме овие размислувања, бидејќи зборуваме за исклучително важни прашања и долгорочни стратегии, би сакале да ги видиме како средорочни и долгорочни стратегии на владата, повеќе отколку размислувања, бидејќи како што илустриравте, да, проблемот е исклучително сложен. Сега, јас би отворил доколку има прашања кои што се однесуваат на господинот Клековски сега од присутните, повелете. Благодарам. Лилјана Поповска, Зелен институт. Ме интересира дали е размислувано за набавка на реагенси за петскен центарот за рак на простата кај мажите. Бидејќи имаме одличен петскен центар, меѓутоа реагенси токму за овој канцер нема, оти се специфични и луѓето не прават никакви испитувања и многу човечки животи тоа кошта, бидејќи најблиско каде што може тоа да се обезбеди, тоа е во Софија, мислам во Белград, дека има, не сум сигурна, по цена од 1500 до 2000 евра, што е незамисливо и невозможно за најголем дел наши граѓани. И дали е на овој план нешто разговарано за самиот реаген, Сашо? Фала. Да, сакав да кажам, повелете ХОПС. Добар ден на сите, јас сум благородна од ХОПС и како дел од програмата за ХИВ, нашата организација работи на тоа поле долги години, би сакала да прашам дали има можеби планови да терапијата за ХИВ се стави во Фондот за здравство, каде што е како што е решено во многу наши околни соседи. Дали може би е тоа едно од решенијата за програмата и за да луѓето имаат поквалитетен живот во иднина. И веќе кога ги споменавте акцизите, дали може би планирате во иднина да биде потранспарентно, да бидат потранспарентни вложувањата од акцизите, од алкохолите, тутуните во име на лекување на болестите на зависност? Ви благодарам. Благодарам. Може да... Дали е можно, бидејќи во многу рурални средини нема гинеколошки амбуланти за жени. Може би било претензиозно ако кажам дека треба да има, а сум убедена дека и вие исто мислите, но е неможно. Дали можеме заедно со Министерството за здравство да направиме групи за да можеме да ги донесеме или да ги однесеме докторите таму со одредената. Организирано ние се нудиме пробоно тоа да го правиме. Се во интерес на здравието на жените. Една вовена забелешка во врска со сите прашања. Морам да кажам една атмосфера што е затекнав, значи 10 години здравството е во стагнација или оди надолу. Мене ми е срам кога одиме да промовираме нови методи, дека повод тие се методи што се работеле пред 15 години во Македонија, само да ви опишам каква надолна линија сме во здравството заради комбинирани причини. Проблемите не се никогаш едноставни. За 15 години само еден лек е ставен на позитивна листа, за 15 месеци 13 лека се ставени на позитивна листа. И сега незадоволството е поголемо него пред 3 години. Зошто? Зошто има надеж дека може да се променат работите. Одеднаш очекувањата се зголемија кај сите целни групи, бидејќи ја комуницирам со сите целни групи, а капацитетите наши да абсорбираме проблеми се реално тие. И затоа гледаме што треба да биде приоритет. Еден од апсолутните приоритети мора да не биде превенција. Јас стално викам, многу е фенси да се купи скап апарат и да се сликаме сите со скапиот апарат во терцијално здравство, пошто убаво е вака за политика, ама во основа тоа е многу скапо. Сега прашањето е на предизвикот како да ги првите работи направиме прво, дека мора да има рентген, дека мора да има мамограф, дека мора да има колоноскопија, гастроскопија, значи низа на диагностички мерки кои ќе спасуваат животи и ќе заштедат средства на здравствената каса. И во таа насока
има неколку приоритети. Ние сме еден од ретките производители на сировина во регионот. Значи, од меѓу Загреб и Истанбул сме единствениот производител на сировина за пет скенот. Нема друг производител. Недостасува дел што ќе возможи производство на потребната реаген за простата тестовите. И јас се надевам дека во 26-та година тоа ќе биде направено. Пет скенот е една од подобрите институции, како би требало македонското здравство да изгледа ако сакаме да викаме дека сме европјани. Во однос на преносот на програми од Министерството кон фондот, сето тоа мора да биде со соодветни процедури. Едно од работите што е веќе договорено е да диабет програмата премине од Министерство за здравство во фондот во 27 година, значи имаме една цела година да се подготвиме и тоа ќе биде голем пренос, бидејќи таа е една од најголемите програми што е во моментот во Министерство за здравство и треба доста внимателно да одиме кон тоа. Втората работа што јас се кажа во дискусијата за позитивната листа и за правилникот за позитивна листа, јас не гледам ние на причина зашто лек што се обезбедува преку програма на Министерството не може да биде на позитивна листа, пошто во моментот правилата велат или програма во Министерството или позитивна листа, бидејќи програмата за ХИВ има и компоненти што фондот не ги финансира. Значи има градење на свест, има други меки мерки кои ние немаме алатка за финансирање. Ама може, ја не гледам никаков проблем да дел од тие лекови бидат на позитивна листа да се подобри пристапот. Меѓутоа фондот не би се нафатил во овој момент да води друг тип на меки елементи што бидејќи ако еднаш ке направиме за едни, ќе треба за сите други целни. За терапијата се однесуваше, мислам, прашањето, да, конкретно за терапијата. Да. Меѓутоа, верујте дека проблеми има многу, пожари има многу и во основа се трудиме да одговориме колку е возможно по некој приоритет. Ние минатата година апсолутен приоритет дадовме на пристап на лекови, бидејќи Македонија е и на тоа на предпоследно место со 65% плаќање од джеб за лекови, затоа зголемивме онкологија за 107% во однос на 23 година. Внесовме нови лекови на позитивна листа, бидејќи тоа е едно од прашањата што е катастрофален притисок за граѓаните, ќе се фокусираме на тоа. Гинекологија, полесно ќе биде да ги однесеме гинеколозите. Може да, секако. Само да се надополнува врска со програмата, колку да сме јасни, значи во програмата нема само плаќање на лекови, нели има и други компоненти од прилика, нели превенција и други работи од прилика, тие го зафаќаат буџетот, околу 30% од вкупната програма е на превенција и на другите работи. Друго сега е намалено. Се останато е за лекови. Тоа е добра идеја, може да се размислува за понатаму, но проблемот е што очекуваме и секоја година оваа сума расте, особено за овие како и заболените, така и парите за превенција. Така да тука мора да најдеме начин, ја пак ја замолам, ја и Лане ве замолив, мора да најдеме начин да ги направиме некој систем, структура, што точно ќе се плаќа, за да можеме многу полесно да издействуваме, да земеме повеќе пари од буџетот. Овака ние не знаеме што точно се плаќа. Искрено, баш за оваа програма, сега како што спомна, имаме тука голем проблем тоа да го обезбедиме и да го образложиме. Јас за тоа ве замолувам, еве за следната година, да направиме, ја уште Лани ве замолив, да се седнеме заедно, да направиме еден урнек како тоа би личело и што точно и по која сума би се плаќало, како што е и за сите други програми. Само оваа програма е така и за тоа така малку секоја година сме несигурни како ќе обезбедиме, колку средства ќе обезбедиме
Нели? Што се однесува Јас да го поповам заменикот министер, дека многу жестоко го ја бранеше програмата во Министерството за финансии, пошто заедно преговараме со Министерството за финансии за нашите буџети и сега Министерството бара многу повеќе образложенија за сите позиции што ги браниме и морам да кажам дека заменикот многу се залагаше за тоа и дека со соодветно информирање од страна ваша страна дека ќе се помогне бранењето на буџетските ставки пред Министерството за финансии. Да, во ред, ви благодарам. Да, може да продолжиме. Вие ќе напуштите. Мислам, не мора да продолжиме, после ќе мора да се вратиме. За гинекологија, само кратко, да. Рече дека полесно е гинеколозите да се донесат. Значи вака сега ние више имаме таква програма, постојат кај нас две мобилни амбуланти гинеколошки во кои што минатата година кај сите ранливи групи имавме таква програма, одевме гинеколози од ГАК и од другите здравствени установи одеа со најава кај сите во сите рурални места. Сега не се сеќавам точно колку имаме такви прегледано, но имаме доста голем број направени такви прегледи. Но ова е добра идеја, ако сакате да се вклучите, можеме заедно да се видиме и ние имаме ресурси за тоа, значи имаме две подвижни мобилни амбуланти, и имаме доктори, може да договориме и може тоа да го направиме, да ни помогнете во поглед на во кој дел треба тоа да се работи. Инаку го работевме оваа година, го работевме сигурно тоа. Ја да дополнам, во ТЕК имаме завршување, имаше повеќе до матичните лекари, вклучувајќи и матичните гинеколози, да предложат мерки за олеснување на работа во рурални населби. Многу брзо ќе го прошираме тоа во мали населени места, пошто веќе ни се загрозени местата со 2-3-4 илјади жители, пошто нема економска логика да одржувате приватна ординација, така да планираме да предложиме мерки да со помал број на население сепак останат некои зборам за матичните лекари да останат услуги. Тоа се матични лекари, стоматолози и гинеколози. Ве молам само кратко, сосема кратко и сосема краток одговор, ако се однесува на господинот Кликовски. За ова што се однесува, јас сум Ивана, хуманитарно здружение Мајка од Куманово, работиме на терен во рурални средини и баш забележавме дека во голем дел од руралните средини постои објект кој што некогаш бил амбуланта, не се руинирани, онака се у солидна состојба, кои што можат да се адаптираат и да проработат на некој начин. Дали имате предвидено средства да ги вратиме матичните лекари тука или некаква субвенција, бидејќи сами кажавте дека нели не се заинтересирани, бидејќи не е рентабилно? Ве молам само кратко кој ќе одговори. Далиборка Златева, Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености од Велес. Ние сме давател на социјална услуга помош и нега во домот и работиме буквално во рурални средини. Значи работиме во Росоман, Градско, Лозово, Чашка и одлично мислам дека во склоп на Министерството за здравство и Министерството за социјална политика би се вклопило доколку овие наши тимови каде што негувателките вршат делумно некаква помош, бидејќи мерат шекер, мерат нели крвен притисок на самите корисници кои што се наоѓаат во најоддалечените места, би било доколку би се вовело принципот онака како што се работи во Европа, на овој тим да биде надополнето мобилни лекари и мобилни сестри. Заради тоа што сметаме да тој начин веќе услугата би била навистина достапна на сите граѓани, бидејќи ние се трудиме да стасаме и во оние села каде што има дури можеби само по неколку жители. Така да мислам дека на локално ниво е добро градоначалниците заедно со Министерството за здравство и со Министерството за социјална политика мораме некако, ова е се испреплетено, мораме заеднички да го работиме, бидејќи ние давателите на услугите сме на терен и можеме да помогнеме во тој дел ова да биде навистина по-сеопфатно и да бидат опфатени повеќе граѓани. Значи, ние предвидуваме криза во примарната мрежа следните 10 години со заминување на оваа генерација на лекари во
пензија, бидејќи има голема неатрактивност за работа во примарно здравство. И работиме на тоа да ги подобруваме условите. Минатата година ги зголемивме капитациите 30%, сега планираме да ги зголемиме финансирањата за рурални места и помали места. Меѓутоа мора да се преиспитат многу работи. Например, има очекување дека во Блатец со 800 жители ќе има доктор и медицинска сестра, што е невозможно. Во Виница нема невработена медицинска сестра. Сега се дилемата, ќе возможиме само доктор да работи или ќе го затвориме зашто не ги исполнува условите за лиценца. Значи, ние мора да преспитаме многу работи за пристапот. Се предвидува во аптеки, може министерот да каже, да почне да се дават некои минимални здравствени услуги. Има и една работна група на Министерството за здравство и социјална политика за палијативната грижа, пошто со старењето на населението проблемот само ќе расте, нема да се намали. Ама би замолил повторно да се вратиме на првото прашање со $500-600 вложување пер капита, колку што троши и секој втор македонец за цигари, не можеме да стигнеме до европско здравство. За европско здравство може да стигнеме со 0 трошење за цигари, 2 пати повеќе трошење за здравство и мораме ние да се менуваме. Не само да се очекува другите да се сменат, ние мора да почнеме да се менуваме ако сакаме да го постигнеме тоа што сите сакаме. Европски квалитет за нас. Ја би се надоврзал за ова што го кажа, пошто ако се сеќавате пред 10 години се вработија 100 доктори, мобилни доктори, кои што требаше да одат по руралните места и да ги покриваат сите тие. Имаше една програма, еден проект кој што заедно со UNDP мислам го направивме и сите ги вработивме 100 доктори и сите почнаа да работат по сите рурални места со тоа што обезбедивме одредени овакви стари амбуланти кои што здравствените домови реално како инфраструктура ги имаат со мало реновирање или може и без реновирање може тоа да се направи. Значи не е проблем апаратурата и инфраструктурата. Што се деси? Кога се вративме сега 2002 сега кога дојдовме пак да во Министерство за власт, од тие 100 доктори нема ни еден. Ни еден доктор нема. Програмата ја рестуриле, значи не постои таа програма, и ги префрлиле сите доктори кои кај се сакаат, кој на клиника, кој 8 септември, кој вамо, кој таму, им дале специализации и ништо од тоа. Значи што сакам да кажам? Како што каже и директорот, ние мора да имаме стратегија. Ако немаме ние стратегија, која што нема да зависи од промена на министри, влади и така натаму директори, тогаш ништо не правиме. И затоа сега заедно со фондот, заедно со Светска здравствена организација, стварно работиме на една стратегија која што ќе биде малку подолгорочна, малку ќе треба време и трпение да се направи тоа, ќе биде подолгорочна, но ќе биде еден патокас во кој што во наредните 15 години ќе се знае точно какви кадри ќе ни требаат, какво образование ќе ни треба, каде ќе ни треба и дали треба толку многу здравствени институции како што има сега во низ Македонија, што јас и заедно истото го студентаме, дека реално има премногу понуда на јавни здравствени установи на многу блиско место со давање на исти услуги и поклопување на кадрот, а ние во ова време тоа се го има само кај нас. Во ниедна друга земја такво нешто не постои. Затоа мора со стратегијата да направиме регионализација, само ќе ни треба трпение затоа што реално не почнавме од нула, туку почнавме од малку од нулата. Ви благодарам. Следното прашање. Денешка се извинувам, ама еве Јовице, вие ќе ме извините, ви благодарам. Морам да Во контекст на овие предизвици кои што до сега беа изложени и во контекст на стратешкото размислување, следното прашање се однесува токму на начините како би можела Македонија од позицијата во која што е да ги намали трошоците во здравството за подобро да ги распредели достапните средства и се однесува на така наречените посебни договори за лекови, односно пристапот на преговарање за скапи иновативни лекови кои што го применуваат речиси сите земји во Европа. Ние сме еден од неколкуте веројатно исклучоци заедно претпоставам со Косово и Албанија, кои што иако имаме одредена веќе законска рамка за тоа, не знаеме дали е соодветна,
Прашањето е дали владата, особено Министерството за здравство, размислува за конечно да почне да го применува овој пристап, бидејќи знаеме од искуства на земји дека за земја како нашата може да доведе до драстично намалување на трошоците за скапи иновативни лекови, со тоа да овозможи да лекуваме поголем број пациенти и да воведеме нови лекови, односно покриеме други потреби во здравството, вклучително и во превенцијата. Повелете. Благодарам. Сега не би се сложил дека не сме до никаде. Реално ние сме како Министерство за здравство, овој процес не е започнат. Више имаме формирана и работна група која што го работи ова. И реално, сега ќе ви кажам и до каде сме точно, колку што смеам да кажам, колку што можам. Значи, до сега до Министерството за здравство присутни беа доставени се 8 барања за склучување на посебни договори. Врз основа на овие барања, значи оваа комисија што е више формирана, која што и функционира, оваа комисија више ги превзема после следните чекори, тоа се конкретно се испратени дописи до сите релевантни институции, за да се добие фидбек од сите институции за видот на лекот, колку се трошел порано, која јачина и сите тие работи во врска. Кога ќе ги добијат овие дописи од страна на сите релевантни институции, следниот чекор на комисијата е да започне напоредно еден по еден со овие преговори. Од кога ќе завршат тие преговори, се надевам дека ние очекуваме до крајот на следната недела више да бидат доставени сите документи во врска со бараните податоци од барателите на овие договори, ќе бидат доставени до крајот на неделата, потоа почиње преговарање. Преговарањето ќе почне од кога ќе се оформат предметите за сите 8 предмети и од кога ќе се постигне одредена сума и цена и договор, тогаш тоа постапката како следи, после тоа одиме со подготовка на информација на седница на влада и директно на влада се одлучува точно дали тој договор ќе се потпише или не. По потпишување на договорот, секоја институција која што ги набавува тие лекови, ќе знае која е максималната цена на овие иновативни лекови и ќе се добие многу назначење како ќе добиеме поквалитетни, иновативни лекови, а реално и ќе се намалат цените и тоа ќе биде добро и за буџетот на Република Македонија. Така да више со 8 работиме, ја очекувам дека за брзо време министерот ќе испадне со резултати од тоа. Благодарам, ова се, мислам дека и за нас нови информации. Јас ќе поставам само уште едно кратко прашање, што се однесува на соработката со граѓанскиот сектор. Во претходни досегашни 2 стратегии за соработка на владата со граѓанскиот и развој на граѓанскиот сектор, како и во новата стратегија, постои заложба, обврска за препознавање на улогата на граѓанските организации како даватели на одредени дефинирани услуги во рамки на здравствената заштита, што имено беше заложба и на дури 16 политички партии, вклучително и партиите во владата во 2020 година со подпишана декларација. Прашањето е до вас како Министерство за здравство, дали што планирате на ова поле, дали конечно еве со процесите за измена на Законот за здравствена заштита може да очекуваме и регулирање на улогата на граѓанските организации врз основа на децени искуство на соработка и нудење услуги. Благодарам. Благодарам. Значи, како што знаете сега со овој закон, како што е Закон за здравствена заштита, не постои можност освен здравствена установа, друга установа да дава здравствени услуги. Тоа има одреден член само во Закон за здравствена заштита, каде што само преку програми може да се распределат одредени услуги здравствени, да се даваат од страна на други организации, но во соработка и во координација со здравствените установи. Затоа што реално една здравствена услуга за да се даде, потребно да има одредена простор, опрема и кадар кој што ќе го исполнува тоа. Реално, компаративно гледано, во другите земји, како што кажавте и вие, во окружувањето наше, во соседството, нема се уште такво нешто, но во европските земји, Германија, Холандија, Италија, баш и ние сме ги гледале примерите законите, таму више има примери и има начини како не само со Законот за здравствена заштита, туку и преку други
специјални нивни закони, значи не се во склоп на Законот за здравствена заштита, туку како нови закони или како нови уредени правилници, каде што реално им се дава можност на здруженијата да даваат одредени здравствени услуги, но под одредени околности. Ние сега, знаете дека работиме на промена на овие 12 закони, реално сме транспарентни и отворени, мислам како никогаш досега. Дури за прв пат не знаевме од кај да почнеме, па почнавме со сите што беа заинтересирани ги поканивме. Јас сега се надевам дека и вие сте поканети и дека не. Доколку не сте, ве замолувам на следната група која ќе дојде, да дојдете и да поднесете одредени предлози и барања, тоа наш ќе ни значи, затоа што реално со ваша поддршка можеме да тоа да го средиме и да одиме во собрание заеднички, да можеме тоа да го одбраниме. Реално треба да се даде можност и начин, но да се има одреден систем како тоа би било, затоа што ако оставиме па се така, може да дојде до одредени несакани последици како што имаше и во Бугарија или други земји, така да реално треба заеднички тоа да го направиме. Не мора да измислуваме топла вода, може да ги видиме одредени европски земји како тоа го прават, да го сведеме на наш јазик што се вика. И реално имаме можност и ве поканувам, да ве охрабрувам да дојдете на следната. Ние беше јавен повик тоа. Првиот пат тука беше кога се одржа тоа и беа поканени сите здруженија, сите граѓански професионални лекари, сите беа поканети. Еве ако сме испуштиле, следниот пат ќе бидете вие поканети, а и сами да дојдете да поднесете барања, одма ќе бидете вклучени во изработката на кој закон ве интересира тој. Ви благодарам за отвореноста. Сега може повторно да се вратиме на прашање. Ако има некој друг, ако не ќе ти дадам и тебе збор, Боријан прво. Само ќе ве замолам, за да максимално искористиме, држате се во рок од 1 минута ако давате контекст и ве молам и одговорите поконцизно, за да можеме повеќе прашања да одговориме. Ви благодарам, господин заменик министер Андреј. Да, значи прашањето повторно е во насока на превентивата. Специфично би ве прашал за програмата за скрининг на ракот на грлото на матката. Иако повеќе од 10 години е веќе национална скрининг програма, за жал се уште многу малку средства се одвојуваат и офатени се горе-долу околу 30% од жените, горе-долу, за 3 години, а нели целта е 75%. Сакав да ве прашам кога Министерството планира реално да го зголеми буџетот и да ги направи сите потребни структурни промени за да се доближиме полека до 75% офат, затоа што оваа програма е, нели, мислам јасно и на сите. Ракот на грлото на матката е еден од ретките карциноми кои што може и потполно да се елиминира со навремен скрининг, со зголемен офат, замена на папот со ХПВ и така натаму, и сите модерни методи. Значи, кратко прашањето е кога а секако околу нели последните податоци мисле дека околу 350 жени годишно се лекуваат на онкологија од рак на грло на матка. Значи, поминеле многу скапи третмани од хируршки до онколошки и така натаму. Значи, кога Министерството планира да го зголеми буџетот и да ја унапреди оваа програма за да ги испаси животи и да заштеди буџетски средства? Благодарам. Благодарам. Значи, како што кажавте и вие, ракот на грлото на матката е еден од ретките карциноми кои што современата медицина може скоро целосно да може да го спречи. Но не само со скрининг, туку и со навремена и доволно голем офат на ХПВ вакцинација. Значи, не е само скринингот, туку и ова друго. Реално, ние, колку, не знам дали сте во тек, заедно со Светска здравствена организација, почнавме да работиме на промена на овие сите програми, затоа што реално има повеќе причини зашто е така. Сега, последнава година, ако се правиме споредба со предходните години имало се правило скрининг баш за овој скрининг кој правиме на околу 4 до 5.000 жени. Ова предходната година е направено на над 60.000, 50 и нешто, меѓу 50 и 60.000. Не е тоа многу, но реално за да се зголеми скринингот потребни се повеќе средства, како што кажавте, а потребни се и да се одредени други услови, како што се лаборатории и други инфраструктурни услови. Потребно е и жените кои ќе бидат повикани да дојдат на тој. Има, ако ви извадам од мој термин, колку жени не се дојдени на скринингот, мислам дека само Скопје, мислам, над 30% беа, кога јас ги гледав, што биле повикани, не го откажале терминот,
терминот пропаднал и ништо од тоа. За разлика од други земји, сега ја малку пошто реално стварност има потреба нешто да се промени. Мора да се најде начин. Ја еднаш реков, па ме искараат, мора да се најде некоја казна, ако не може да те викнат на скрининг, да не дојдеш. Пример ќе ви кажам, еве во Германија. Жената е од 3 години кај што се прави скрининг, ја повикуваат еднаш да дојде на скрининг. Она не иде. Ја повикуваат втор пат. Не иде, третиот пат и кажуваат, више немаш здравствено осигурување. Пријатно. Са неким толку да бидеме ригорозни, тама работа, ние не сме такво општество, но треба да најдеме начин, некако, барем да најдеме начин како да се откажува тоа. Не дека е до жените, значи, и никако систем треба многу повеќе да вложиме тука, за да може да се Суштината е да го напредуваме. Реално треба повеќе да пари. мериме докаде. И да заклучиме дека секоја година за превентивата треба да има повеќе пари од претходната. Ако тоа не го успееме да го издействуваме кај министрите за финанси, тогаш ништо не сме направиле. Така е. Дали има други прашања? Што сакав, не е во истиот контекст, значи станува се збор за лицата со попреченост. Ме интересира, сакам да разговараме малце повеќе за состојбата во која што се наоѓаат луѓето со попреченост, најчесто е децата со церебралната парализа, бидејќи кај нас во Македонија не постои центар за рехабилитација на таквите деца. Нашата организација 30 години постои и името го носи церебрална парализа и јас слободно можам да кажам дека во овие 30 години во тој дел не напредна нашата држава буквално ништо. Јас во минатото бев родител на дете со церебрална парализа и во тој период се трудевме во физикалната терапија, во сите општи болници каде што има можности да вклучува и третмани специјално за децата со церебрална парализа. Дали се размислува во Министерството за формирање на еден центар за церебрална парализа, каде што практично лицата кои што се соочуваат со оваа состојба, тоа е трајна состојба во нивниот живот и тие имаат потреба од секојдневно, значи да добиваат рехабилитација, вежби и така натаму. Така да сметам дека во нашата држава треба да има барем еден таков центар каде што првенствено ќе се дијагностицираат, ќе им се помага на овие деца и на нивните семејства, бидејќи од тоа зависи и понатамошниот нивни живот и тие како ќе се развиваат. А понатаму од тој центар може да произлегуваат кадри кои што подоцна ќе бидат, значи, дел од физикалните терапии во сите општи болници по другите населени места во Републиката. Многу е битно, заменик министер, ова и тоа е начин на живот на тие деца и многу ќе им помогне на семејствата кои што се соочуваат со оваа состојба на нивните деца. Може уште да, извини, да. Благодарам. Јас сум Оливера Стојковска од ХЕРА, Асоциација за здравствена едукација и истражување. Сакам да прашам, согласно наодите од терен, истражувањата и препораките од меѓународната заедница, врз основа на тоа што инвестирањето во превенција денес значи помалку трошоци за лекување во иднина, дали за 2026 година се планира зголемување на буџетот за здравствена превенција во споредба со 2025 година и ако има зголемување, колку изнесува тоа во проценти и во денари? Благодарам. И ако може уште благородна. Јас се извинувам повторно, меѓутоа гледам дека имаме простор за врска соработка и јас ќе се набратам повторно на употребата на други и се поголемиот тренд, бидејќи тоа е ништо што не дискриминира наоколу и сите познаваме луѓе кои се справуваат со тие предизвици. И сега, например, во извештајот на Европската Унија за нашето приближување во однос на намалувањето на штети од употреба на други, во извештајот се сретнуваат само информации кои се поврзани со намалувањето на штети во затворите. Претпоставувам дека информациите од здравство не биле можеби навремено добиени. Но има тука уште една друга работа, таму станува збор за намалување на штети од опијатна употреба. И единствената програма која има нашето здравство, тоа е намалување на штети од употреба на опијати. Тоа што денешните жители на светот, за нив е, значи за нас повеќемина тоа е историја, односно опијатите заминуваат, се појавуваат нови синтетички и воопшто нови психоактивни супстанции на чии и нашиот народ не е имун на тоа. Нашата држава се уште нема
програма за лекување на мали. Значи нема програма за лекување малолетници. Она што се препознава преку протоколи, има единствена можност за лекување на малолетни кои се зависни од опијати, употребуваат опијати, но ништо што го допира денешното модерно живење. Од тука и во програмата за превенција од ХИВ, каде што и припаѓа намалувањето на штети, дали има простор да зборуваме за некаква модернизација, можеби, односно да бидеме во дослух со денешната опасност. Значи, фентанилот може да се употребува и преку игла и секако на различен начин. Веќе не е ни само тој најголемата опасност, веќе имаме и ниазин. Значи, потентни дроги кои се насекаде околу нас, ние се уште не докажуваме дали се во нашата држава, а знаеме што се случува со младите. Благодарам. Велете, па имате можност. Еве, уште едно, ова ќе биде тогаш последно, затоа што се пријави. Мислам дека треба да завршиме, освен ако не го пробиваме терминот. Само на кратко, бидејќи прашањето ми беше дали Министерството за здравство има план да ги вклучи пациентските организации во работните групи за законските измени, само прашањето ми е техничко, кого да контактираме за да може да бидеме вклучени. Благодарам. На другите прашања да повелете. Чекай уште да го спојува нешто. Со последниот извештај на Европската комисија има забелешка на владата за примена несоодветна на Истанбулската конвенција. Тука јас, бидејќи знам дека и Министерството за здравство е, дали имате информацијата колку и тоа исполнило или не исполнило во однос на Истанбулската конвенција во извештајот. Во колку немате во моментот, можеме на средбата, тогаш мислам и да разговараме нова, но нека постои прашањето. Благодарам. Велете. Благодарам. Прво беше центар за церебрално. Да не зборувам само да има празни зборови, ќе бидам конкретен и јасен и не сакам да утре кога ќе се видиме што ќе кажеме. За следнава година не ни е у план такво нешто да направиме. Имаме разговарано заедно со оваа работна група што ја кажа Клековски со Труд и социјала и со Светска банка. Имаме разговарано на таа тема. Имаме дадено одредени податоци, што се барање од нив за да видат отприлика како кои ни се проблемите и можностите во тој поглед. А реално за 26-та немаме за тоа ништо обезбедено. Но во преговорите со Светска банка и у тие преговори сум јас и заменик министерот за труд и социјала Ѓоко. Во тие преговори више трет пат сега пак имаме, разговараме на таа тема. Има некои понуди од страна на Светска банка како би можеле да ни помогнат, но ние треба да бидеме спремни. Реално за следната година да не зборувам само ќе биде политичар, некој политичар. Реално 26-та тоа нема да може да биде, но у суштина преговараме заедно со Труд и социјала и со Светската банка во поглед на обезбедување на таков центар, кој што ќе бара и други работи, значи ќе бара и нови вработување на многу други кадри кои што ние реално треба да ги спремиме и не сме многу спремни за тоа. Не треба обука, не треба помош вака од невладени организации, но треба прво да го направиме, да го склопиме. Затоа сакам да не испадне дека сега сум рекол вака така, за следната година тоа не ни е предвидено во буџет. Да бидам искрен, тоа е тоа. Нема за превенцијата, колку се зголемува, ако се зголемува. И за превенцијата, како што кажав, не знам дали ме слушавте предходно, целта е секоја година да има поголема сума од претходната. Реално јас сега за оваа година не можам да зборувам колку и кои програми ќе бидат поголеми, затоа што имаме и одредени програми кои што се реално и намалени, па се бориме да ги вратиме назад. Така да сум убеден дека ќе биде вкупно како превенција сумата ќе биде поголема, но остајте што се амандманска расправа, после ќе се врати буџетот, предлог буџетот во влада и тука ќе можеме па уште еднаш да испреговараме. Реално ја не сум задоволен, може уште подобро, ама мислам дека
не би зборувал сега за тоа што нема што да кажам. А у суштина со сигурност ќе биде сумата поголема отколку претходното, но дали ќе биде тоа доволно е прашање. Пошто би кажав, имаме одредени програми кои што за жал од небрежност или од не знам што се намалени, што реално ни се и обрски, што ќе ни останат за плаќање. Јас за тоа ви кажав, значи ние сме спремни, ја ве молам, пак ќе ве замолам, да седнеме, ние сме печени за поинаков начин да најдеме за финансирање и таа програма да ја направиме како што треба. Ја ќе ве замолам, оди вака не можеме, не минеме у финанси. Затоа најдете начин, дајте некој предлог на поконструктивен. Јас знам, сум ги гледал и фактури, се сум гледал таму. Знам дека разбирам, ама има одредени работи кои што не може да поминат. Значи треба да најдеме начин како тоа да го решиме, за да може да бидат сите задоволни граѓаните. Има проблем, у сите работи има некаде каде што некои прават такви работи. Не зборувам дека нешто лошо се прави, но не е оправдано како министерство, како не можеме после у ревизија тоа да го оправдаме што плаќаме ние за таа програма. Ме разбирате? Мора да најдеме начин. Па јас сакам тоа да го склопиме заедно и сега да направиме една нова програма во склоп со преговорите со СЗО сега што ги правиме, да може барем од другата година да почнеме нешто, не од 26-та, зборам за 27-та, да може да почнеме нешто што ќе биде поквалитетно и поодржано и ќе можеме да го платиме, нели? Не е само да напишеме нешто, треба и да знаеме како да го сработиме. Ви благодарам. Бидејќи времето веќе го пробиваме некоја минута, јас ми останува да заокружам, да ви се заблагодарам за присуството и придонесот во дискусијата, секако за отвореноста на заменикот министер, за отвореноста за соработка, секако и на господинот Кликовски. Она што вака чисто би заклучил, бидејќи зборуваме за различни проблеми на различни нивоа. Да, завршуваме. Она што вака чисто би заклучило е дека постои отвореност од страна на институциите за многу повеќе соработка, дека ние треба да бидеме како организации проактивни. Меѓутоа, веројатно она што останува институциите дополнително повеќе, нели, да го направат е да во делот на структурирањето на тој диалог, да биде, нели, по-структуриран. И во делот на стратешките дискусии за земјата во контекст на здравството, мислам дека има уште доста простор да се направи од страна на владата, а секако ние како граѓански организации сме тука да дадеме придонес во тоа. Ви благодарам.